Локалните избори наближуваат, кампањата е во тек, сите се во финални подготовки за денот на гласањето. Изборите си имаат своји особености со кои во досегашните изборни процеси го заземаат општествениот животен простор во Македонија. Но тоа што беше специфика во последните неколку избори беше насилното наметнување недоверба кон избирачкиот список и работата на Државната изборна комисија. Па така по гласањето се излегуваше со обоени прсти, како во Авганистан или некои африкански земји, до сето тоа да кулминира минатата година кога заради наводната недоверба во избирачкиот список и со тоа во изборниот процес на два пати беа одложувани парламентарните избори. И во тоа предничаа индивидуи и издруженија, од кои сега дел ги уживаат придобивките од своите јавни протести и обвинувања. Веројатно, затоа што беа креатори на изјавите на носителите на актуелната извршна власт дека има 300.000, па и половина милион фантомски гласачи кои служат за, како велеа, фалсификување на изборите. Замислете, после проверките на избирачкиот список се покажа дека над 330.000 гласачи во избирачкиот список се сомнителни. И тоа го потврди сето она што го зборувавме во изминатите недели и месеци. А тоа е дека без чистење на избирачкиот список, македонските граѓани нема да имаат верба во изборите. Да не се заборават и обвинувањата за 600.000 иселени. Но јавниот линч или процесот наречен чистење на фантоми од списокот згасна по преземањето на власта. Денеска оние организации кои ја предводеа сета операција веројатно имаат забелешки, но за разлика од лани, тие се тивки и без јавна и јасна демонстрација. Ако до лани се бунеа што можност за гласање на парламентарните избори има и луѓе кои се стекнале со таа можност заради државјанството, сега не им е важно што право на глас имаат, например, новите македонци, пријателите на Зоран Заев, Зоран Башановиќ или Александар Обрадовиќ. Двајцата се сега, според избирачкиот список, гласачи во центар, на исто избирачко место, заради тоа што и двајцата се на иста адреса, улица и број, но во различен стан. Барањето по адреса на избирачкиот список сепак не ги набројува и овие двајца. Сега веќе никој од ангажираните, ајде да не бидам разбран погрешно, од ангажираната јавност не му пречи тоа што повторно се споени гласачите од посебниот фантомски список. Сега нема реакција иако на избирачкиот список има рекорден број гласачи досега. Според ДИК во списокот се запишани 1.814.644 гласачи, од кои над 77.000 се привремено во странство. За споредба, на списокот на 11 декември лани имаше 1.784.416 запишани гласачи. Но тоа сега не е важно за реакција. Важно е дека најголемиот дел од пронајдените фантоми лани, кои ги бојосува институциите и македонската полиција, се вратија на избирачкиот список, а економскиот мигрант и сестра на актуелната министерка ја нема во списокот. За ангажираните поважно е дека изборниот процес ќе го организираат избраните од нив. Но и за овие локални избори останува негорливото прашање, кое е и ќе биде премолчено од овие ангажирани организации. А тоа е дали повторно за локалните ќе се организираат летови од странство со загрижени гласачи за канализација на сервисните улички, особено во руралните општини во западниот дел на државата.